Благодарам. Почитуван колега Китев, во насока на коректната дискусија која што ја имавте, би сакала и јас коректно да реплицирам и ќе се задржам на неколку точки кои што ги кажавте. Имено, кажавте дека ова е очекуван политички потек да се доекипира владата, но јас ќе го повторам ставот на опозицијата дека очекуван политички потек на оваа влада беше и се уште е од страна на јавноста да си даде оставка и да одиме на предвремени парламентарни избори. Зошто? Затоа што пред малку ги набројавме сите причини заради тоа. Велите дека предстојниот влез во НАТО алијансата не спречува во тие моменти и дека вашата заслуга, дека вие сте заслужни за сето тоа, но јас би сакала да ве потсетам, верувам дека знаете дека првата партија политика во Република Македонија, која што во својот статут напиша дека е за влез во НАТО и Европската Унија е ВМРО-ДПМН. Додека вашата партија се уште плачеше по Сојузот, тогашен Југословенски сојуз. Добро е што ги спомнавте земјоделците, доаѓам и јас од земјоделски крај и искрено се надевам дека новата министерка е информирана со вашите ветувања предизборни кои што ги имавте во врска со интервентните фондови за, например, на земјоделците кога ќе има елементарни непогоди. Ова го имам поставувано како пратеничко прашање повеќе пати, но не сум добила соодветни одговори и земјоделците ги немаат добиено оние финансиски средства кои што вие како тогашна опозиција ги имате ветуван. По однос на тоа што кажавте дека ние ја критикуваме кандидатката за министер како млада, напротив, не, сите млади треба да имаат шанси, туку имаме задршка по однос на сериозноста на ресорот кој што ќе го води. И бидејќи ниеден од колегите не даде забелешка и остана незабележано, бегло помина еден, јас би рекла, намерен гаф на премиерот во врска со патните трошоци на пратениците. Тука се поставува прашањето дали премиерот кој што од една страна се бори против така наречени лажни вести е тој кој што ги лиферува лажните вести и многу други прашања во смисол на тоа. Дали премиерот вели Ви благодарам. собранието дозволува патни трошоци на пратениците несогласно законот кој што сите ние го... Ви благодарам. Тоа би сакала да го слушнам вашето мислење по однос на изјавата на премиерот кој што навистина остана незабележена. Благодарам. Не имплицирајте собрание.